Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, на почетокот од денешната епизода ќе продолжиме со обработка на глава 7 од Евангелието според Лука, во која имаме извештај за случаи кои не се запишани во другите евангелија. Еден таков пример е воскресението на младиот човек од Наин, за кого читавме и размислувавме во претходната епизода. Во стиховите кои ќе ги прочитаме наскоро, Исус е на вечера во домот на еден фарисеј. Оние од вас кои имаат познавање на Евангелијата, ќе се сетите дека покрај тоа што беше гостин кај фарисеите, Исус понекогаш одеше на вечера и кај цариниците, односно се дружеше и со оние кои изгледаа најдобри во општеството и со оние кои беа сметани за најлоши во општеството. Пред да почнеме со читање, сакам да ве потсетам дека Исус често влегуваше во вербален дуел со дел од фарисеите. Причината за тоа беа Исусовите дела и зборови, кои особено за фарисеите и другите религиозни водачи во тоа време беа шокантни. Всушност, и случката која ќе ја читаме сега беше ситуација во која Господ Исус направи нешто што ги изненади сите присутни. Да почнеме со читање. Стих 36. Еден од фарисеите го покани да јаде со него, и тој, кога влезе во куќата на фарисејот, седна на трпеза. Ке ви го кажам моето лично мислење во однос на овој настан. Не сметам дека оваа покана беше пријателска, дека овој конкретен фарисеј го гледаше Исус како близок пријател и поради тоа го покани кај него дома. Мислам дека неговата намера беше многу поинаква, да го фати како ќе каже или направи нешто погрешно. Стихови 37 и 38. И ете, една жена од градот која беше грешница, штом дозна дека тој седи на трпеза во куќата на фарисејот, донесе сат од алабастер со миро, па застана одзади покрај неговите нозе, плачејки почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и помазуваше со миро. Замислете ја сцената. Жената, која е наречена грешница, поради нејзината срамна професија, донесе сат од алабастер со миро и му ги изми нозете со мирото и со своите солзи и ги избриша со својата коса. Сигурен сум дека таа го следела Исус и ги слушала неговите поуки, и кога сватила дека тој ја сака како личност и може да ја прости доколку се покае за своите гревови, како резултат на својата благодарност, му покажа ваква голема чест. Од една страна, читаме за нејзината благодарност, но, од друга страна, Лука ни кажува што домаќинот си помисли во себе. Стих 39. А кога го виде тоа фарисејот што го беше поканил, рече во себе велејки: кога овој би бил пророк, би знаел која е и каква е оваа жена што го допира, зашто таа е грешница. Сигурен сум дека овој фарисеј не се осудувал ниту да разговара со жената грешница кога ја сретнувал на улица. Во тоа време фарисеите не сакале да имаат каков било контакт со оние кои живеат спротивно на Божиот закон, а тоа особено важело за проститутките. А кога виде дека Господ Исус мирно седи, додека таа жена му ги мие нозете и ги брише со својата коса, тој си помисли во себе: овој човек не може да е пророк. Ако беше пророк, ќе знаеше со каква жена си има работа и немаше да дозволи да му се приближи. Стихови 40 до 43. Му одговори Исус и рече: Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој рече: кажи, учителе. Исус му рече: некој заемодавец имаше двајца должници,
Едниот му должеше 500 денарии, а другиот 50. Но, бидејќи немаа да му вратат, тој им ги подари на обајцата. Кажи ми, кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и му рече: мислам оној кому повеќе му подарил, а тој му рече: право пресуди. Фарисејот Симон првично можеби мислеше дека Исус е пророк, но за време на оваа случка се чини како да го смени мислењето, барем за момент. Тој си помисли дека Исус не знае каква е жената која му ги мие нозете, но всушност вистината е дека Господ Исус многу добро знаеше која е таа, а Симон не знаеше кој на вистина е Исус. Исус беше и е многу повеќе од пророк, а жената, наречена грешница, го знаеше тоа многу добро. Всушност, би можеле да кажеме дека иако Симон беше фарисеј и добар познавач на законот, сепак во оваа ситуација жената покажа дека знае и разбира многу повеќе од него. Стихови 44 до 46. И тогаш се сврте кон жената, па му рече на Симон: ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги обли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа, откако влегов, не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Господ Исус како да му вели: Симоне, ти не ми покажа ни основна чест, иако сум твој гостин, но оваа жена, иако не сум нејзин гостин, сепак ми покажа голема чест преку делото кое го направи. Се чини дека Господ Исус јавно го прекорува Симон, а ја пофалува жената која никој во тоа време не би се осудил да ја пофали. Сигурен сум дека на Симон воопшто не му било сеедно не само да биде спореден со проститутка, туку и проститутката да биде представена како подоблесна личност од него. Но Господ Исус не му го кажа сето ова за да го навреди, туку да го поттикне да не размислува површно. Стихови 47 и 48. Затоа ти велам, нејзе и се простени многу гревови, зашто покажа многу љубов, а кому му е простено малку, тој мала љубов има. Нејзе пак и рече: простени ти се гревовите. Оваа жена, за која читаме, се занимаваше со една од најсрамните професии, но кога дозна за Господовата љубов и простување, нешто во неа се смени. Таа го посака тоа простување и го доби. Затоа Господ Исус му рече на фарисејот: таа покажува многу љубов, бидејќи многу гревови и се простени. Покрај другото, Господ Исус сакаше Симон да свати дека иако е фарисеј, и самиот тој е грешник. Можеби неговите гревови на број се помалку од оние на жената, но сепак ги има. Има една важна разлика помеѓу фарисејот Симон и жената, а тоа е дека таа вечер жената доби простување на гревовите, а Симон не. Зошто? Затоа што таа знаеше дека е грешна, а Симон се сметаше себеси за праведен. Таа побара простување, а Симон воопшто не ја виде потребата да му бидат простени гревовите. Стихови 49 и 50. А оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе: кој е овој што и гревови простува? На жената пак и рече: верата твоја те спаси, оди си во мир. Зошто Господ Исус и прости? Затоа што таа направи добро дело за него? Не, туку поради нејзината вера. Простувањето на гревовите и спасението се добиваат преку вера. Сега доаѓаме до глава 8 од Евангелието според Лука, стихови 1 до 3.
проповедајќи и благовестувајќи го Царството Божјо, а со него беа 12 и некои жени што беа излекувани од демони и болести. Марија, наречена Магдалена, од која беа излегле 7 демони, и Јоана, жената на Хуза, настојникот Иродов, и Сусана и многу други кои им служеа со своите имоти. Овие стихови ни откриваат дека во тоа време имаше доста луѓе кои го следеа Господ Исус, а некои од нив имаа и високи позиции во општеството. Во следните стихови Исус ја кажува параболата за сејачот и се случуваат уште неколку нешта за кои размислувавме при обработката на Евангелијата на Матеј и Марко, па затоа сега ќе ги прескокнеме. Сакам да продолжиме со читање од стих 26, каде е опишано чудото на изгонување демон во областа Гадара. Забележете што пишува во стиховите 26 и 27. И пристигнаа во Гадаринскиот крај, спроти Галилеја, и кога излезе тој на сува, го сретна еден човек од градот, кој беше обземен од демони и долго време не облекуваше алишта и не живееше дома, туку по гробовите. Според тоа што го читаме и во другите евангелија, Исус се сретна со двајца обземени од демони, но Лука одлучил да пишува само за еден од нив. Мислам дека целта на Лука не е да ги спомне сите детали, туку да ни даде представа што се случи тој ден. Кога станува збор за демоните, многу луѓе мислат дека тие се обична измислица и дека ние денес не треба да веруваме во такви нешта. За жал, и многу така наречени христијани не веруваат во постоењето на демоните и демонските сили. Тоа е трагично бидејќи не се свесни за важен дел од духовната реалност која секојдневно ги окружува. Јас лично верувам дека демоните се реални, но и дека се доста активни во денешно време. Патем да ве потсетам дека авторот на ова евангелие, доктор Лука, беше медицинско лице, што значи дека многу добро знаел да разграничи помеѓу болен човек и човек кој е опседнат од демон. Интересно е и тоа што првото чудо запишано во ова евангелие е изгонување демон, а и од тогаш неколку пати Лука спомнува како Исус изгонувал демони. Да се вратам назад на демонската опседнатост. Тоа е состојба која го уништува секој аспект од битието на човекот, физички, ментално и духовно. Има многу причини поради кои луѓето ја предизвикуваат демонската опседнатост, но засега ќе кажам дека вклученоста во окултизмот, како и некои гревови, представуваат еден вид на отворена врата за демонска опседнатост. Само Господ Исус може да даде вистинско и трајно решение за таа духовна состојба. Според тоа што го прочитавме пред малку, се чини дека овој случај на демонска опседнатост бил екстремен. Станува збор за човек кој не само што избегал од дома, туку неговиот нов дом биле гробиштата. Лука јасно забележува дека оваа негова состојба траела долг период. Јас во мојата глава замислувам дека изгледал како пештерски човек и сигурно никој не сакал да му се приближи, бидејќи со своето однесување бил опасност за другите. Но забележете што се случи. Стих 28. Кога го виде Исус, викајќи падна пред него и гласно рече: "Што сакаш од мене, ти Исусе, сине на Севишниот Бог? Ти се молам, не мачи ме." Тој го препозна Исус. Во глава 2, стих 19 од своето послание, Јаков вели дека демоните веруваат и треперат. Да, тие се Божји непријатели и еден ден ќе се соочат со Божјиот конечен суд и казна, но и покрај тоа што се Божји непријатели, во оваа случка се чини дека немаат избор,
туку мора да го признаат вистинскиот идентитет на Христос, но и да го молат за милост. Патем, сакам да кажам уште нешто во однос на духовниот свет, ангелите, демоните и слично. Некои луѓе не веруваат во нив затоа што никогаш не ги виделе. На таквите сакам да им поставам едноставно прашање. Дали верувате во љубовта? Дали верувате во постоењето на кислород? Дали верувате во чувството на благодарност? Што ми е поентата? Само затоа што не можете да видите нешто со голо око, тоа не значи дека тоа нешто не постои. Например, не можете да ја видите љубовта, а сепак верувам дека повеќето од вас веруваат во неа. Не можете да го видите и кислородот, па сепак постои и самото тоа што сте живи е доказ за тоа. Ќе продолжиме со читање. Забележете го разговорот на Господ Исус со демонот, односно демоните. Стихови 30 и 31. А Исус го праша велејки: како ти е името? Тој одговори: Легион, зашто многу демони беа влегле во него, и го молеа Исус да не им наредува да одат во бездната. Интересно е тоа што демоните го молеа Исус да не им нареди да одат во бездната. Лично сметам дека станува збор за место каде дел од демоните се затворени, но нема да навлегувам сега во таа тема. Наместо да влегуваат во бездната, тие побараа Исус да им дозволи не само да излезат од човекот, туку да влезат во некое друго суштество, односно во свињите кои пасеа во близина. Но стиховите кои ги прочитавме јасно ни говорат дека Господ Исус не само што имаше авторитет над животот и смртта, над природата и болестите, туку имаше власт и над демоните. Стихови 32 до 35. А таму по ридот пасеа многу свињи, па го молеа да им допушти да влезат во нив, и им допушти. И откако излегоа лошите духови од човекот, влегоа во свињите, и крдото се стркала низ стрмнината и се удави во езерото. Свињарите, кога видоа што се случи, избегаа и раскажаа по градот и околината, и излегоа да видат што станало, па кога дојдоа кај Исус, го најдоа човекот од кого беа излегле нечистите духови, како седи пред Исусовите нозе, облечен и со здрав разум, и се исплашија. Неверојатна трансформација, зарем не? Господ Исус ја има моќта да ослободува од силата и оковите на сатаната. Денес има многумина кои се под оковите на сатаната. Луѓе кои се зависни од пороци, кои живеат неморално и неуредно, кои не само што го практикуваат гревот, туку и го промовираат. На таквите им е потребен Господовиот допир и спасение. Во останатиот дел од оваа глава, Лука пишува за исцелението на жената со крвотечението и воскресението на ќерката на Јаир. Тоа се настани кои претходно ги обработивме и затоа нема сега да читаме за нив и да ги коментирам. Но, тука ќе го завршиме денешното проучување, а во следното ќе почнеме со обработка на глава 9 од Евангелието според Лука. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.